Почитувани граѓани, во изминативе 3 години видовме што значи неодговорна влада и влада која не е ориентирана спрема реалните потреби на граѓаните, ниту влада која е способна да ги реши проблемите на граѓаните. Видовме како се распродаваат националните интереси и како се тргува со војата на граѓаните. Единствено поле каде што е успешна оваа влада е криминалот. Државата, начело со СДСМ и Зоран Заев, ниту е во сигурно раце, ниту има светла иднина. Аферите ни станаа секојдневие, за жал, неуспешно се справија со пандемијата на вирусот COVID-19 и не успеаат да танцуваат со вирусот како што не убедува. Секојдневно имаме троцифрени бројки на заразени и за жал двоцифрени бројки на починати од вирусот COVID-19. Впрочем, за ширењето на овој вирус ги обвинуваат сите, само не министрот за здравство Венко Филипч. Практикуваат политика во која се зголемува апатијата и поделбите. Не нудат визија, туку нудат подпросечност, кризи и измами. Зборот е збор стана само една гола фраза во која веќе никој не верува, бидејќи ниту стојат до додениот збор, ниту ја почитуваат војата на граѓаните. Тоа е нивна определба, ама од тоа нивно поведение страда Македонија. ВМРО ДПМН вчера во Битола ја промовираше својата изборна програма и понуди решенија за граѓаните. Обновата е нешто кое го барате и чекате долго време, а таа значи да имате контрола на својот живот, но и контрола врз своите судбини. ВМРО ДПМН се обврзува пред граѓаните за обнова на Македонија. Обновата е обнова на духот, обнова на институциите, обнова на вредностите, обнова на идеалите. Затоа на овие избори граѓаните избираат помеѓу демагогија или резултати, рекет или честност, неправда или правда, измами или обнова, концесии или принципи. Во новата програма на ВМРО ДПМН предвидени се повисоки плати за 25% повеќе од сега, повисоки пензии за 20% за време на целиот мандат, 4 милиарди евра домашни и странски инвестиции за период од 4 години, целосна реконструкција на повеќе од 1000 километри регионални државни патишта и 150 километри експресни патишта низ целата држава. Ова се само дел од проектите и мерките кои се предвидени во програмата Обнова за Македонија, со која се обврзуваме пред граѓаните. Граѓаните на 15 јули ќе одлучат за обнова на Македонија, за реална програма со реални проекти кои ги опфаќаат сите граѓани. Кавадарци ќе биде носител на таа убедлива победа.